Аргентинецот Серхио Агуеро во 79-та минута му донесе на актуелниот шампион на Англија Манчестер Сити победа од 2:1 во градското дерби против Манчестер Юнайтед што се одигра синоќа на Олд Трафорд. Агуеро влезе во игра од клупата за резерви, а на 10 минути пред крајот го постигна решавачкиот гол за победа на граѓаните. Резултатот на Олд Трафорд го отворија токму гостите кои преку Джеймс Милнер победува во 52-та минута, но таа пренос има само 7 минути. На 1:1 изедначи капитенот на Манчестер Сити Винсент Компани, од кого се одби ударот на Фил Џонс и заврши во голот на Џо Харт. Овој домашен пораз не влијаеше премногу на лидерската позиција на Юнайтед на табелата на која тие сега имаат 12 бодови повеќе од второпласираниот Манчестер Сити. Вечерва во Лигата на шампионите ќе бидат познати првите полуфиналисти по одигрувањето на реванш над преварите помеѓу Борусија, Дортмунд и Малага, односно Галатасарај и Реал Мадрид. Реал Мадрид во Истанбул против Галатасарај. Реванш дуелот ќе го започне со убедлива принос од 3 гола остварена пред 6 дена на Бернабе во Мадрид, кога кралевите славеа со 3:0. Далеку поголема неизвестност се очекува на средбата во Дортмунд, каде Борусија и Малага ќе стартуваат од 0. По надпреварот без голови 0:0 одигран во Малага, популарните милионери ја имаат предноста на домашниот терен, но и опасноста од евентуален примен гол кој ќе има двојна предност за гостинската шпанска екипа. Утре вечер ќе бидат одиграни и преостанатите два реванш четвртфинални надпревари каде се среќаваат Јувентус Бајер Михен и Барселона Пари Сен-Жермен. Со надпреварот помеѓу Барселона и Панатинаикос вечерва започнува плей-оф фазата во кошаркарската Евролига или првите средби од четвртфиналето. Преноста на домашниот терен ќе има Барселона која во топ 16 фазата го имаше најдобриот резултат. Каталонците победија на 13 од 14 надпревари. Четвртфиналето се игра на 3 добиени средби. Првите два надпревари се играат во Барселона денеска и четврток, додека серијата потоа се сели во Атина, а евентуалната мајсторка повторно би се играла во каталонската престолнина. Во останатите 3 четвртфинални надпревари кои се играат утре, Перо Антич со европскиот шампион Олимпијакос ќе игра против Анадолу Ефес на домашен терен, ЦСКА Москва игра против КХЛ Борал, а Реал Мадрид е домаќин на Макаби Тел Авив. Универзитетот Луисвил го победи Мичиген во финалето на универзитетската NCAA лига и ја освои шампионската титула. Луисвил со 82-76 во финалето на турнирот во Атланта играше против Мичиген. Луисвил Кардиналс го надополни дефицитот од 12 поени од првото полувреме на Мичиген и предводени од одличниот Пейтон Сива во продолжението го срушија противникот. Сива мечот го заврши со 18 поени, а имаше 6 скока, 5 асистенции и 4 украдени топки. Хенкок реализираше 22 поена, погодувајќи 5 тројки. Тренерот на Универзитетот од Кентаки Рик Питино во изден стана член на куќата на славните и дел од историјата затоа што е прв тренер кој успеал да освои титула во NCAA лигата со два различни универзитети. Во 96-та година триумфираше со Кентаки. Луисвил ја освои третата титула по трофеите во 80-та и 86-та година. Кај Мичиген најистакнат беше најдобриот играч во сезоната Трей Бург со 24 поени, а Спајк Албрехт придоаде 17 поени. По 12 коша дадува и синовите на легендарните NBA играчи Глен Робертсон трети и Тим Хардавеј Џуниор.